Така е, Борче, практично на една година од формирањето на новата влада, предводена од премиерот Зоран Заев, ВМРО ДПМН одлучи да го организира својот прв митинг како опозициона партија. Затоа, по тој повод, гостин во овие вести е претседателот на партијата Христијан Мицковски. Господин Мицковски, благодарам што ја прифативте нашата покана. Колку луѓе очекувате на почеток? Гледам дека има ограда, очигледно сте добро подготвени. Па да, се подготвувавме изминативе неколку месеци. Всушност не подготвија граѓаните во Република Македонија, кои што на нашите теренски посети го изразија масовно својот револт и кажа едно големо не на овие политики кои што ги води владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводена од господинот Зоран Заев. Што толку, господин Мицковски, забележувате на ова влада? Што е толку полошо денес во однос на пример пред 5 години или пред 10 години кога владееше вашата партија? Па мислам дека ќе биде малку време во прилогот за да можеме да направиме на компаративна таква анализа, да почекаме вечерашниот одговор на делот вашето прашање ќе одговориме уште вечерва, така што да почекаме уште некој сат па ќе дадеме детален одговор на вашето прашање. Инаку има многу работи кои што се погрешни, всушност не можам да се сетам на нешто што е подобро. Инаку за многу работи можам да се сетам што се полоши. И не е суштината да компарираме со минатото, суштината е како да грабиме напред кон едината, како да развиваме нашата држава, нашата татковина. Тоа е суштината на еден политичар, тоа е суштината на еден родолюб. Ако ние останеме заковани длабоко во минатото, тогаш ќе не можеме да ја гледаме едината. Во кој делови се најмногу забелешките? Дали е тоа владењето на правото, дали е тоа економијата, со оглед на тоа што Европската комисија во последниот извештај имаше, за волја на вистината, позитивна препорака за Македонија, во најмала рака стагнираме или напредуваме во одредени области? Нема назадување во многу области. Па не би се согласил вака со вашата констатација, можеме да збориме и со аргументи и со факти. Инаку кога збориме за економијата, збориме за убедливо најлошата економија во 2017 година во Европа. Па еве вие самите кажете го одговорот. Имаме држава каде што премиерот вешто ги предскажува судските пресуди. Тоа значи класично руинирање на презумпцијата на невиност и класично руинирање на судскиот систем. Имаме отсуство на било какви реформи, имаме ветувања кои што се неисполнети, имаме очекувања кои што се нереализирани, имаме се на се една катастрофална година која што ја одбележа владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводено од Зоран Заев и министрите во неговата влада. Господин Мицковски, ако е ова вака, зошто последните анкети му даваат предност на СДСМ и на премиерот Заев во однос на вас и на ВМРО ДПМН? Да, пред некој ден се појави на таква анкета на еден национален медиум. Јас не би ја коментирал содржината на таа анкета, претпоставувам анкетарите воделе сметка за методологијата на која што ја направиле таа анкета. Ние исто така го мериме расположението на граѓаните. Дел од тоа расположение се надевам и вечерва вие ќе можете да го снимите со вашата камера. Мислам дека резултатите се диаметрално спротивни од она што беше презентирано, но да оставиме времето да покаже. Нашата анкета е народот на Република Македонија, а Зоран Заев нека го почукнуваат по рамото анкети кои што ќе се објавуваат на одредени национални медии. Секогаш изборите се најдобрата анкета и најточната. Дали вечерва можеби од митингов ќе побарате предвремени избори? Ајде да почекаме да го слушнат граѓаните она што имаме да им го кажеме. Мислам дека во многу работи на многу прашања ќе добиете одговор. Господин Мицковски, не само вашите членови и симпатизери, пошироката јавност очекува јасен став ваш и на вашата партија околу актуелниот спор со името. Македонија е на крстопат. Најсериозната прашање во овие 25-30 години од независноста треба да се решава во име на таа евроинтеграција на Македонија. До сега не слушнавме ваш конкретен став. Дали можеби вечерва ќе го соопштите или ако не вечерва, кога? Простете, но повторно не можам да се сложам со вашата констатација. Мојот став, можеби најасно од било кој политичар во Република Македонија, беше кажан многу одамна и е конзистентен и е неистален. На партијата последните 13 години, дека нема да прифатите промена на уставното име, дека поддржувате референдум, дека да не се загрозува идентитетот, но конкретно за актуелниот тек на преговорите. Дали за вас, на пример, е прифатливо ерга омнес решение на името кое би се спроведувало фазно, ако при тоа се заштити идентитетот? Знаеме дека тоа е на маса. Са вие ќе ми одговорите дека не сте запознати со деталите, но целата јавност се знае што е на маса и што се преговара. Не знам што е на маса. Не знам, вие знаете што е на маса? Па знаеме, да, знаеме. Што е на маса? И од изјавите на премиерот и од јавувањата на медиумите, знаеме дека на маса е име со географска одредница кое треба фазно да се спроведува до ерга омнес. Прашањето е дали за ВМРО ДПМН тоа прифатливо, дали би гласало таков договор во собранието. Најавен е дека ќе дојде. Видете, не би бил сериозен да коментирам екзибиционизми кои што во последно време ни се презентираат на јавноста. Нашиот став е прилично јасен.
од мене повторен во многу наврати во минатото, така што апсолутно сето она кое што се случуваше изминативе денови, тргни застани политика која што ја водеше господинот Заев, каде што чекор по чекор капитулираше, не знам до каде е оваа капитулација и како ќе заврши оваа капитулација, бидејќи се уште гледаме нема на повидок крај на оваа агонија, на овој екзибиционизам кој што он и неговите соработници и го донесоа на Република Македонија во овој процес на преговори со соседна Грција, така што ќе се задржам на оној став кој што нашата партија, јас како политичар, го имаме конзистентен и немаме што да дополниме на сето тоа. Истото тоа ќе го повториме на денешниот митинг, така што неконзистентни, непостојани политичари кои што водат политика купи ден продај во зависност од тоа какви се аргументи принципиелни или непринципиелни успеваат да се саморазуведат, не би можел да коментирам. Дали за вас е прифатливо некакво решение на спорот за името? Се разбира дека решение за спорот за името треба да има, ние тоа сме го кажале во многу наврати во минатото. ВМРО-ДПМН е во моментот е опозиција, комплетно исклучена од процесот на преговори. Вие како што самите рековте, ние апсолутно не располагаме со никаква информација. Вие председателот Иванов не располага, па излезе со став деновиве. Па и ние тој став сме го кажале во многу наврати во минатото. Веднаш после лидерската следва, нашиот став беше јасно и гласно кажан дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на устав, а со цел промена на устав не има. Појасно и погласно не знам кој политичар во Република Македонија го кажал неговиот став и која политичка партија појасно и погласно не го кажала нејзиниот став. Тоа значи дека ЕРГ-ОМНЕС е неприфатливо решение за вас? Тоа апсолутно значи дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на устав, а со цел промена на устав не има. Господин Мицковски, ако дојде овој договор што е најавен на референдум во септември, како ВМРО-ДПМН ќе се постави во однос на ова прашање, со оглед дека во Македонија секогаш искуството покажува дека тешко се постигнува цензусот доколку една од партиите го бойкотира. Дали ќе изградите став и активно ќе учествувате, да или не, или пак ќе ни се повтори тоа, некои прашања не заслужуваат одговори, овој пат од ВМРО-ДПМН? Претпоставувам дека вие сте навикнати на одговори на политичари кои што имаат несериозен пристап на работите. Мене не би ми личело да делувам несериозно и хипотетички да одговарам на ова ваше прашање. Најпрво да видиме што ќе се случува со процесот на преговори, каква завршница ќе има тој процес на преговори, па чекор по чекор секој политичар и политичка партија ќе има можност да окаже својот став. Ако вие за жал сте навикнати на политичари кои што на дневна основа ги менуваат своите ставови, коментираат се и се што па потоа ретерираат чекор или два наназад, тогаш навистина не би можел тука да помогнам, сем да повикам што е можно повеќе граѓани да ни се придружат денеска во 8 часот овдека пред платото на владата на Република Македонија, што поскоро да можеме да ја урнеме оваа ненародна власт и да дојдат достојни политичари кои што достоинствено ќе се бранат, кои што ќе се заложат за одбрана на интересите на граѓаните и подобрување на нивниот стандард и живот, се разбира. Господин Мицковски, дали ја сметате ВМРО-ДПМН за алтернатива на актуелната власт? Од сега сама често ве критикуваат дека треба да се извините за начинот на кој владееше ВМРО-ДПМН во претходните 10 години. Дали чувствувате таква потреба? Јас се уште не сум слушнал ниту еден политичар од СДСМ да се извини за октоподите во минатото, за насилата и урнисувањето на дискотеки и кафичи по градот. Се уште не сум слушнал политичар кој што ќе се извини за плячката во банкарскиот систем, на штеделницата ТАТ и така натаму, на онаа урнисана транзиција која што остави стотици илјади македонски граѓани на улиците. Тоа беше резултат од погрешните политики на овие транзициони политичари и навистина советот таков тип на транзициони политичари не само што не можам да го прифатам, него и со индигнација го одбивам. ВМРО-ДПМН не само што е алтернатива за Социјалдемократскиот сојуз, туку навистина не е достоинствено да се споредуваат двете и идеолошки, но и квалитативно. Господин Мицковски, освен критики за власта, секако треба да понудите и некаква визија и програма за да добиете довербата од граѓаните. Се појави некоја информација дека Нов Завет ќе се вика програмата. Тоа е вистина или Не, тоа не е вистина. Можеби погрешно беше протолкуване на моја изјава дадена во еден град во Република Македонија. Моја грешка беше што помалку архаично се изразив, но она што се вели ветување или ќе ветиме пред граѓаните. Се разбира, кога ќе биде готова новата програма, истата ќе добие промоција пред јавноста и пред граѓаните во Република Македонија. Истата се изработува. Дел од оние проекти кои што ВМРО-ДПМН и оние политики кои што ВМРО-ДПМН планира да ги практикува кога ќе победи на следните избори во Република Македонија, ќе бидат презентирани и вечерва, без да ги детализирам истите. Се разбира, нивна детално опишување ќе биде во новата програма која што очекувам многу скоро да биде готова. Партиските комисии работат, искуствата, навигацијата која што ја добиваме од граѓаните при овие посети на терен исто така е од огромно
значење за нас, бидејќи суштината е кога ќе понудите програма, истата да ја реализирате во насока да помогне во решавање на реалните проблеми на граѓаните. Ако вие понудите програма која што ќе остане само празно слово на хартија, тогаш подобро воопшто да не се занимавате со политика или да трошите средства за печатање на листови хартија. Господин Мицковски, ако може да оцениме дека веќе завршувате на трипартиската консолидација од Па да, до крајот на јуни месец, еве, која би ми оставиле простор да предвидам некаде од прилика до крајот на јуни месец би биле некаде околу 100% завршени од прилика. Се појави извештај на Државниот завод за ревизија деновиве во кој се има забелешки за финансиското работење на партијата. Дали имате коментар денеска, ве прозва и од СДСМ? ВМРО ДПМН се произнеси и даде одговор на ново извештај од Државниот завод за ревизија. Исти такви извештаи пред некој месец беа објавени за политичките партии СДСМ, ДУИ, ДП и така натаму, кои што се многу поалармантни од ова што денеска се обидува да го хиперболизира непринципиелно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние дадовме одговори до Државниот завод за ревизија. Денеска имавме исто така пресконференција пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Јас би сакал експерти од финансиско право да ги споредат двата ревизорски извештаи, па тогаш да можеме да добиеме оценка, но мислам дека во тој случај ќе треба многу брзо финансиската полиција да влезе во седиштето на СДСМ и некои луѓе од таму со лисици да излезат. Господин Мицковски, на крај, дали нешто би стакнали за вчерашниот митинг, дали ќе има некои посебни гости, дали тука ќе биде можеби поранешниот председател Груевски, некои од странство представници? Секој добронамерник, секој истомисленик, секој некој што сака да се придружи на нашата борба против оваа ненародна власт и влада која што апсолутно само негативности носи за Република Македонија и граѓаните, добре дојден, така што јас не би издвоил поедини личности, напротив би ги повикал сите граѓани да ни се придружат. 2 јуни, денешен ден, лето господово, 20 часот пред плотото на владата на Република Македонија, ве поканувам сите граѓани на Република Македонија да му кажеме на огромно не на остатоците од транзициските политичари во Република Македонија, со што ќе го отпочнеме новиот пат кон една огромна победа на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори. Господин Мицковски, благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. Ви благодарам на поканата.